Следуваат најновите информации од Вардарскот и Квешкиот регион Македонија, светот и спортот. Што е актуелно викендов, гледајте по најавите. Наскоро во Велеска започне изградбата на фабриката за пелети и печки за пелети. Климатските промени негативно влијаат врз земјоделието. Анкетата на локалниот совет за превенција од детско претстапништво покажува дека децата не ги знаат своите права. Наскоро во индустриската зона Мамутчево ќе започне изградба на фабриката за производство на пелети и печки за истите. Од локалната самоуправа велат дека инвеститорите веќе ја посетиле локацијата, но на што во моментов се очекува е дозвола од антикорупцијската комисија за оглас за продажба на парцелите. Дијана Иванова ги има деталите. На површина од 2 хектари во индустриската зона Мамутчево свој производствен капацитет планира да гради словачка компанија. Писмо со намери веќе е стигнато во локалната самоуправа, а градоначалникот Шадиев открива дека собствениците биле во Велес, ја виделе локацијата и одлучиле тука да инвестираат. Бевме на лице место со инвеститорите, им се допадна локацијата, побараа 2 хектара површина, за која што се заинтересирани да финансираат. Според информациите, новиот инвеститор планира да гради фабрика за производство на пелети и печки за пелети. За да отпочне реализацијата на оваа инвестиција, неопходно општина Велес да добие дозвола од антикорупцијската комисија и да распише оглас за продажба на парцелите. Додека не се произнесе антикорупцијска, ние не можеме да објавиме продажба и да склучуваме договори на државно земјиште. Условно речено, јас очекувам дека ќе добиеме позитивен одговор од антикорупцијски, в истиот момент ќе го објавиме повикот за заинтересираност на тој дел од индустриската зона Мамутчево. За инвестирање во индустриската зона Мамутчево интерес пројавиле уште 2 компании, една домашна и една странска. Атрактивната локација е причина парцелите брзо да бидат распродадени, вели Чадиев. Зоната е на исклучително квалитетно место поставена, со одлична инфраструктурна поврзаност, комуникација, со изобилие на воден ресурс кој што направивме ние геомеханички испитувања на почвата, ни останува уште проблемот со канализацијата, за кој што имаме нарачено веќе проект да видиме како ќе го реализираме и тој потфат од делот на индустријските зони, бидејќи после продавањето на оваа индустријска зона, ја верувам дека ќе се продаде во текот на година добар дел од неа, ќе мора да бараме друга алтернатива за ново инвестирање. Узус 1 и 2, Речани 1 и 2, Каласлари и оваа Мамутчево се 6 индустријски зони кои го развиваат малото стопанство во Велешкиот регион. Според бројот на невработени лица, Велес во моментов има убедливо најмал број на активни баратели на работа. Кога станува збор за оваа инвестиција, во информативната емисија Интервју зборуваше и Данчо Николовски, советник за привлекување странски инвестиции во кабинетот на премиерот на Република Македонија. Тој го открива бројот на креирани нови работни места, вкупната инвестиција, но и самиот факт дека инвеститорот е заинтересиран веднаш штом ќе го купи земјиштето да отпочне да ја гради фабриката. Еве дел од изјавата. Се работи за една инвестиција од околу 10 милиони евра, која што во првата фаза ќе донесе вработување од околу 500 ново креирани работни места, што е значително зголемување ќе придонесе значително се зголеми вработувањето во Велешко и во Велешкиот регион. Се работи, како што кажавте, за компанија за производство на пелети и брикети за огрев. Воглавно овие производи ќе бидат извезувани, меѓутоа еден дел ќе биде задржано за да се задоволи потребите на македонскиот пазар. Се разбира, голем дел од македонските граѓани се греат на дрво, со замена на дрвото, нели со како грено тело да се користат пелетите и брикети, со тоа ние на некој начин ќе го зачуваме нашите шуми и се разбира фондот кој што го поседуваме. Ова е, како што кажав, една значајна инвестиција која што во првата фаза ќе произведуваат пелети и брикети, меѓутоа понатаму планираат да ги произведуваат и самите ќумбиња кои што ќе се користат за огрев, нели. Интересно е за оваа компанија
е тоа што ќе работи по европски принципи, ќе си имаат нивни начини на добавување до домашната средина, односно до самиот дом на граѓаните, така да на база на порачка ќе биде доставена целокупната порачка, односно сите оние пелети, брикети кои што се потребни до самиот дом. Климатските промени се вистинска закана за одржливиот развој на земјоделството. Иако земјоделството е комплексен и веќе развиен сектор, се уште зависи од топлината, сончевата светлина и водата како основни фактори за раст на културите. Од Агенцијата за поттик и развој на земјоделието велат дека спротивно на временските услови, современите агротехнички мерки итекако помагаат на земјоделците. Наглите промени на температурите негативно влијаат врз земјоделието. Во период кога завршува пролетната сеидба, започнуваат агротехничките мерки на есенската сеидба, земјоделците во страв. Од Агенцијата за поттик и развој на земјоделието велат дека климатските промени имаат негативно влијание и кај крајниот производ, но ние како советодавно тело им помагаме во текот на целиот процес, вели Тони Тасков. Овие климатски промени многу негативно влијаат на самото производство и развиток и раст на самите житни култури, така да земјоделците се под голем, како да кажем, имаат големи проблеми во таа работа. Доста размислуваат, се трудат, очекуваме доста да врне, припремаат и соодветни прихрани и заштити. Имаме и одредени проблеми после жетвата, така да имаме ниска откупна цена, каде што не се рентабилни земјоделците. И тоа од година на година ги насочува да променуваат во област на производството на различни култури, да преминуваат, што и ние им препорачуваме, затоа што за да работат они треба да бидат профитабилни. Без профит нема работа. Ако врз временските услови не може да се влијае, современите агротехнички мерки и усовршената механизација итекако помагаат за подобрување на обработката и квалитетот на крајниот производ, потенцира Тасков. Токму затоа секогаш ги информираме за мерките и начинот на набавка на нова механизација. Без соодветна механизација не може да работат како што треба, не може навремено да ги извршуваат своите работни задачи. Тоа земјоделците го знаат и аплицираат. Ние ги охрабруваме да аплицираат затоа што и да прашуваат. Без прашување ништо не бива. Имаме и други дисперзиони канцеларии во склоп на работна единица Велес, во Чашка, во Тео, во Извор, каде што сме на лице место и им укажуваме во однос на рокови пред време да се планираат кога се тие програми за аплицирање. Така да во тој дел сме повеќе од успешни и земјоделците се задоволни. На територијата на општина Велес досега околу 300 земјоделци ја искористиле мерката 50-50, каде имаат земено приклучна и погонска механизација, а околу 100 земјоделци ги искористиле мерките од ИПАРД програмата. Тасков вели земјоделците се задоволни и од мерките и од соработката која имаат со нашите советодавни служби. За тоа каква е состојбата на пазарите во Велес, колкава е побарувачката и какви се цените на зеленчукото во шието, но и останатите намирници периодов пред предстојните великденски празници, во прилогот на колешката Сања Левкова-Ангелова. Богата понуда на сезонско овошје и зеленчук на градскиот пазар во Велес. Традиционално недела ден за пазарење. Велешани времето го користат да прошетаат по градскиот пазар и да купат од преполните тезги. Задоволни од квалитетот на производите, анкетираните граѓани велат цените се достапни за секого. Да, сега се добри, како и обично. Просечно исто е, стално. Тие се цените. Нема други. За кого како? Кој му е подлаво джепот, му е ефтино, кој му е поплиток е поскапо. Ама солидно е, па не е многу скапо. Наредниот период понудите на пазарите ќе бидат уште поголеми, но граѓаните стравуваат со зголемената понуда да пораснат и продажните цени. Скапи се. Скапи се. Поготово за празниците, да. Обично кај нас е тоа. Секој си го цени трудот и затоа како му одговара така. А ние гледаме поевтино да земеме, затоа што по пензија сме и тоа. Великден е семеен празник и секое семејство посакува празникот да го помине со богата трпеза. Понудата и побарувачката ја диктираат цената на пазарите, но ова правило денови веќе биде исклучок. Како непишано правило, трговците пред секој празник ги покачуваат цените и овие великденски празници нема да биде исклучок. Со зголемувањето на цените на овошјето и зеленчук на градските пазари се зголемуваат и цените во продавниците.
Анкетата на локалниот совет за превенција од детско престапништво, со кој беа анкетирани околу 800 деца, покажа дека постои само закон за правда, но недоволно си ги знаат своите права. Локалниот совет вели дека во иднина ќе работи на едукација на децата за правата, но и за нивните одговорности. Анкетата која ја спроведе локалниот совет за превенција од детско престапништво покажа дека децата недоволно си ги знаат своите права. Околу 800 деца беа анкетирани од средните училишта, како и 9 од одделенците од основните училишта, информира Нада Трајкова. Покажа дека децата знаат дека постои само закон за правда, дека постои локален совет за превенција од детско престапништво, меѓутоа на прашањата кои што беа ставени во анкетниот прашалник, дали ги знаат правата кои што ги имаат според овој закон, многу мал број на децата наведоа барем некоја од правата. Локалниот совет за превенција од детско престапништво во иднина ќе работи на тоа да ги едуцира децата за нивните права, но и нивните одговорности. На децата им поставивме прашање на кој начин би им било најсоодветно да им биде презентиран овој закон и кој е најприфатлив начин за нив. Најголемиот процент од одговори беа дека децата најмногу восприемаат преку социјалните мрежи и на тој начин понатаму треба да се действува. Меѓутоа имаше добар дел на одговори кои што би прифатиле пренесување на знаењето дисеминација од нивната возрастна група. За да се намали појавата на девијантно однесување кај децата, нужно е да се запознаат како со своите права, така и со своите одговорности и обврски. Годишниот велешанец Милорад Атанасовски, кој боледува од ретка болест на мозокот и има потреба од финансиски средства за понатамошно лекување. За таа цел утре во спортската сала Гемиџи ќе се одржи хуманитарен ракометен надпревар помеѓу поранешни играчи на ракометниот клуб Борец и тимот на градскиот ракометен клуб Борец. Почетокот на надпреварот е закажан за 19 часот, а влезницата изнесува 50 денари. Да бидеме хумани и да бидеме дел од овој надпревар. Организаторите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија на пресконференцијата порачаа дека наредната недела е клучна за граѓаните и Република Македонија. Треба да останеме будни и да следиме се што се случува, да не дозволиме мешање на внатрешни работи од страна на соседните држави и потенцираа дека не случајно тиранската платформа била презентирана на Божик намерно за да не предизвика големи реакции, бидејќи за празникот секој има други приоритети. Истото ќе се обиделе да го направат и за Великден, но овој пат немало да помине без реакција. Најавија дека протестите продолжуваат и во наредните денови. Во продолжение вести од Македонија. И покрај политичката криза во земјава продолжува борбата за привлекување на нови странски инвестиции. Франц Киел е германска компанија, водечка фабрика за производство на седишта за автобуси и возови во Европа и истата ќе започне со работа. Оваа фабрика е и добавувач на фабриката Ван Хул, а незината инвестиција ќе се реализира во 3 фази. Инвеститорот се обврзува на најмалку 350 нови вработувања. Во услови на политичка криза, важно е што се успева да се задржат инвеститорите кои претходно донале одлука да градат фабрики во Македонија, смета лидерот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски. Се трудиме, даваме се од себе во текот на оваа политичка криза, колку што е можно повеќе од проектите на владата да се одвиваат и да не запад. Кризата си го прави своето и таа има свое влијание на економијата и на многу сегменти во општеството. Меѓутоа, како политичка гарнитура се трудиме колку што е можно помалку да влијае и секаде каде што е можно проектите да се одвиваат, да продолжат тоа да се случи. Така што иако некаде имаме проблеми, имаме запирања, на многу места се успева да се одвиваат проектите и под овие околности во кои што СДСМ ја донесе државата и сите овие работи што му ги прави на народот. Во Струмица во тек се подготовките за изградба и реализација на инвестицијата на Johnson Controls, каде е предвидено да се вработат 1500 луѓе. Во исто време се очекува да се реализира и договорот со Чатага и Кабло во Бунарџик. Во тек е и третата фаза на инвестицијата на италијанскиот Техно Хозе во Бунарџик, каде е предвидено да има од 100 до 200 вработувања. До 1200 вработувања стигна американската КСС во Кичево, а до крајот на оваа година најавени се уште 200.
Иван Хул ја довршува втората фаза на инвестицијата, каде до крајот на годинава се очекува да се реализираат 1000 нови вработувања. На Авицена женската трка која се одржа во градскиот парк во Скопје, учествуваа повеќе од 1500 жени, меѓу кои рекреативни тркачи, мајки со бебиња во колички, професионални атлетичарки, жени со миленици, девојчиња и пензионерки. Учесничките истрчаа 2 километри низ паркот. Учесничките пред стартот на трката се загреваа со аеробик. Најдобрите 3 надпреварувачки во генералниот пласман добија награди, медали и дипломи, а награди имаше и за најдобрите 3 во неколку возрастни категории. Истата има за цел да се популаризира трчањето како спортска активност меѓу жените и да им се предочат придобивките за нивното здравје од редовната рекреација и вежбање. Авицена женската трка е влезена во Европскиот атлетски календар, а оваа година имаше представнички од 12 земји. Женската трка е дел од промотивните активности за Скопскиот маратон, кој ќе се одржи на 7 мај. Најмалку 35 лица загинаа, а над 70 се повредени во трите експлозии кои се случија денеска во Египет во близина на христијански храмови. Првиот напад се случи во црквата Свети Ѓорги во градот Танти, а нападната беше и полициската станица во истиот град. Во тој напад загинаа најмалку 30 лица, а околу 50 се повредени. Најмалку 6 лица загинаа, 21 се повредени во експлозијата која изведе бомбаш самоубиец во близина на црквата Свети Марко во Александрија. Недолго после експлозијата во близина на црквата во Александрија одекна уште една бомба, но засега нема информации за жртви во тој напад. Денеска православните цркви во Египет се полни со верници поради празникот Светници, па се претпоставува дека за нападот се одговорни исламистите. Засега никој не ја превзеде одговорноста за нападите. Во продолжение останатите информации од светот. Албанската полиција откри напуштен магазин преполн со марихуана во селото Пагри во рамки на голема акција. Станува збор за околу 12 тони марихуана, дел во фаза на сушење, а дел подготвена за транспорт. Магазинот пред 2 месеци бил празен кога полицијата извршила контрола. Уапсени се 3 лица, а се трага по сопственикот на магазинот. Во друга акција во близина на приморскиот град Валона, запленети се над 1,4 тони марихуана и уапсени се 2 лица од градот Фиер и 1 лице од Валона на возраст од 19, 27 и 36 години. Тие биле забележани од полицијата пред да запловат со моторен чамец во правец на италијанскиот брег. Албанската полиција само во изминатите 8 дена од месец април на разни локации во земјата запленила околу 20 тони марихуана. Јуришна група бродови и носач на авиони тргна кон Корејскиот полуостров, соопшти американската морнарица. Портпаролот на американската пацифичка команда Дейв Бенам изјавил дека командата наредила јуришната група Карл Винсон да тргне кон север како предпазлива мерка со цел одржување на подготвеност и присуство во западниот дел на Пацификот. Таквиот чекор ќе ги зголеми тензиите во регионот, а уследи набрзо по американскиот ракетен напад врз сириска војна база, што експертите го оценија како предупредување до Пјонгјанг поради одбивањето да се откаже од нуклеарните амбиции. Според командант Бенам, Северна Кореја и понатаму е закана број 1 во тој регион поради својата безобзирна, неодговорна и дестабилизирачка програма на ракетно тестирање и стремежот кон нуклеарните вооружени капацитети. Јуришната група, чија првична задача беше за пристаништата во Австралија, тргна од Сингапур кон Западен Пацифик. Сириската обсерваторија соопшти дека најмалку 15 цивили загинале, меѓу кои деца, во воздушен напад во северозападната сириска провинција Идлиб, а се претпоставува дека бројот на жртвите би можел да биде поголем. Нападот бил изведен од руски авиони кои действуваат како поддршка на сириската влада, соопшти невладината организација со седиште во Лондон. Провинцијата Идлиб е под контрола на алијанса составена од бунтовничките групи
и често е мета на напади како на сириските сили, така и на нивните руски сојузници. Во текот на неделата во Идлиб беше изведен напад со хемиско оружје, при што загинаа најмалку 87 луѓе. Футсал репрезентацијата на Македонија загуби од Чешка со 7:3 во рамки на дуелот од второто коло на квалификацијскиот турнир за пласма на Европското првенство во Словенија, кој се одржува во Алмати, Казахстан. Со овој пораз македонските репрезентативци ги загубија шансите за пласман во баражот за учество на Еврошампионот. За црвено-жолтите во овие квалификации останува уште дуелот против селекцијата на Данска, кој ќе се одигра во вторник. Продолжуваме со вести од спортот. Тимот на Фини Индустри не успеа да ја совлада екипата на МЗТ Скопје по одигрувањето на 6-тото коло од плејофот од Суперлигата. МЗТ на тешко гостување во Јасмин славеше победа од 61:77. Иако разликата изгледа убедливо, сепак штрковите се понамачија со избраниците на Маленков, особено во првото полувреме. Домаќинот покажа силен отпор, надевајќи се на реприза од полуфиналниот дуел на Куп завршницата, кога го елиминираа тимот од Аеродром од големото финале. Овој пат не успеаа повторно да ја осетат силата на кавадарчани. Одигравме прво полувреме одлично одбрана, примевме 33 поени, со тоа што уморот го мал фонд на играчи, Боби Стајич мала повреда, Пеđа Пајич исто мала повреда, малце не изводи од ритам, али тоа све ќе се санира до наредната утакмица со Карпош Соколи. Мислам дека ќе одиграме уште подобар надпревар од овој. Оваа екипа ќе игра се подобро и подобро и нашата цел уште еднаш ќе кажам дека е пласман во 4 екипи во Македонија. Одиграли сме одлично во одбрани, нисме давали. Првото полувреме го одигравме многу добро. Одигравме одлична одбрана и дадовме лесни поени. Но во второто полувреме, кога влезе Клов, имавме доста потешкоти да го одбраниме. Навистина се потрудивме да ги изненадиме гостите, што ќе беше од голема корист, поголема мотивација и самодоверба за нас во наредните кола од преварувањето, но не успеавме. Сега одиме понатаму. Заслужуваме да бидеме и 4 најдобри екипи. Мислим да заслужуваме да бидеме меѓу 4. Фени почна доста амбициозно. Домакините беа изедначени со МЗТ во секој сегмент од играта, но во вториот дел, како одминуваше времето, нивната концентрација како да попушташе. Последната четвртина, односно нејзиниот почеток, беше доста лош за Фени и токму тоа ги доведе до пораз на оваа средба против МЗТ Скопје. Знаевме дека не чека тука тежок терен, како што видовме пред непол месец кога игравме за купот со Фени. Игра одлично првото полувреме, беше тешко да го надминеме тој нивниот притисок во одбраната, но на полувремето тренерот не консолидираше, ни кажа некои тактички замерки што како сме грешеле и после второто полувреме мислам го одраивме нашата задача и заслужено победивме. Прво име кај Фени беше Пантич со 15 поени, додека Николовски забележа дабл-дабл ефект од 12 поени и 10 скока, а исто толку поени имаше и Бобан Стајич. Додека кај МЗТ Ѓорѓе Дреновац со 19 поени беше наефикасен, во чии редови солиден ефект од 17 поени имаше и Данило Мијатовиќ. Денеска имавме сончево време со мала до умерена локална облачност и температура до 21 степен, проследена со северен ветер, кој што се чувствуваше повеќе во долж поврдарието. Во наредните денови дневната температура ќе биде во пораст, а температурата ќе се движи до 24 степен. Со информацијата за времето го завршуваме ова издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Од мене пријатно.